Руинираниот расадник ќе се преименува и ќе прерасне во модерен спортски комплекс. По цели 30 години домот каде што кариерата ја почнале еминентни имиња во македонскиот спорт, повторно ќе го добие некогашниот сјај. Проектот е во завршна фаза, пошто ќе следи објавување тендер и почеток со градба, најави градоначалникот на Кисела Вода. Општината ќе стопанисува со објектот откако минатата година по долг и мачен процес правно и без долгови ја презеде од јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт. Да ги согледаме и останатите аспекти во финиширањето на проектот и идеите секако на министерот и на министерството, да не испуштиме нешто што би можело да се додаде, така да ова ќе биде во проектот ќе содржи секако и теретана, фитнес за спортистите, ќе содржи деловен простор кој што салата ќе може да си го издава, односно да си биде рентабилна од тој деловен простор. Така да ќе има многу работи кои што треба да се доработат, но до средината на август верувам дека се ќе биде завршено. Министерот за спорт Борко Ристовски, кој самиот ја почнал својата ракометна кариера во Расадник, вели дека ова е само една од многуте планирани реконструкции на спортски објекти кои новото министерство кое го раководи ги планира до крајот на мандатот. Ја напоменав дека во нашата програма е ставено една од главните работи е капитални инвестиции во делот на спортот, затоа што јас сум тип на човек кој што ќе бара резултати, меѓутоа не може да барате резултати доколку немате направени основни услови за функционирање на спортот и на спортските чинители, така да една од главните работи ќе биде изграда на нови сали, комплетно нова инфраструктура, кое што по основ на нашата стратегија за спорт, која што е во завршна фаза, така и ќе го носиме и развојот на капиталните инвестиции во тој дел. Владата најави дека капитални објекти во спортот и другите области нема да се финансираат само од централната власт. Со ребалансот на буџетот се предвидени 250 милиони евра кои ќе бидат пренаменети за проекти на локалната власт. Општините веќе подготвуваат проектни документации, а ќе се јават на јавен повик во септември. Општина Кисела Вода е една од ретките кои веќе има испланирано проекти со кои ќе конкурира не само во септември, туку проекти за следните 2 години. Еден од нив е изградба на поликлиника во општината во местото Расадник.